Добро утро, почитувани гледачи, ново издание на емисијата Фактор здравје. Ви посакувам добре дојде и ве поканувам да не следите од почеток до крај и се разбира доколку сакате да се вклучите во емисијата поставувајќи прашања. Пандемијата со COVID-19 заврши пред 4 години, но кај многу луѓе последиците по здравјето се уште се чувствуваат. Замор, слабост, проблеми со концентрацијата, срцеви и белодробни тешкоти и пат на имунитетот, па дури и психолошки последици. И тогаш, а и сега зборуваме за оксидативниот стрес и воспалителните процеси што вирусот ги остави во организмот, а тукму тука свое големо влијание и улога имаат и антиоксидансите и поддршката на имунолошкиот систем. На оваа тема за сето ова утрово во Фактор здравје разговараме со професор доктор Нико Беќаровски, клинички токсиколог од Универзитетската клиника за токсикологија. Добро утро, доктор Нико, и добре ни дојдовте во Фактор здравје. Добро утро. Ковид пандемијата заврши 2022 година. Во периодот кога претходно се појави, направи големи последици по здравјето и по животот на голем дел од популацијата. И некако како по завршувањето да сакавме да заборавиме и воопшто да не го споменеме. Зошто од денешен аспект повторно е потребно да зборуваме за последиците по здравјето што ги остави ковид пандемијата кај луѓето? Ковид пандемијата заврши, добро е што заврши и добро што во општествената свест полека таа траума се брише, бидејќи трауматизираноста може да предизвика дополнителни ефекти. Меѓутоа, лекарите и научната фела секако дека во ниту еден момент оваа епидемија, пандемија што ни се случи, не ја оставија настрана и се вршеа долготрајни епидемиолошки студии. Сега сме веќе некаде средината на 26-та година. Ако памтиме, првите случаи се појавија некаде во ноември месец 2019. На европско тло дојде некаде на почетокот на јануар 20-та година, така што веќе имаме еден доволно довал follow-up, односно период за следење за да се согледаат касните и трајните компликации кои што ги направи ковид пандемијата. Ако во почетокот зборувавме за пост-ковид синдром, кој што беше карактеристичен од 6 недели па некаде до 12 месеци по епидемијава, после тоа се појави период на последици кои што се јавуваа во првите 2 години, сега веќе може да зборуваме за последици кои што перзистираат и кои што може да ги видиме после 5 години. И преку истражувањето, но и преку она што и во пракса се гледа. Речиси да нема човек кој нема да рече не сум истиот или не ми е исто организмот или телото по пандемијата со COVID. Од една страна се истражувањата во смисол на микро и макро ниво на организмот што се случува, меѓутоа и епидемиолошките студии, бидејќи овде им се работеше на вистина за огромни бројки кои што може и лесно да се следат и да ни даат веродостојни резултати за кои се последиците. Во моментов излегуваат голем дел на епидемиолошки студии, последната беше некаде пред 2 месеци, за следењето на состојбата 5 години после болеста. На почетокот имавме, минатата година имавме пред се студии за население кое што фактички го прележа ковидот, а немаше можност да се вакцинира. Ова посебно го потенцирам бидејќи постоја еден куп тврдења дека сите последици што се јавуваат од ковид се резултат на вакцина. Во овие први студии се следеше фактички популацијата која што заболе од ковидот пред да постои воопшто било каква вакцина, една чиста епидемиолошка група, каде што може да се извлечат секако заклучоци. Што се случува конкретно после 5 години? Кои се сознанијата? Веќе постои термин во медицината кој што се вика метаболно васкуларно старење. Што значи тоа во превод? Во превод тоа значи дека нашиот метаболизам во оваа пост-ковид фаза и нашиот циркулаторен систем, нашите артерии, нашите вени стареат многу побрзо. Ако порано
На 50 годишен пациент сме имале одреден број на артеросклеротски промени, одреден број на таложење на масти, одреден број на метаболен синдром, појава на диабет и така натаму. Сега просечната група ја има староста на крвни садови за 10 до 15% повеќе. Значи, место 50, 55 години стигнуваме. Тоа е првиот загрижувачки податок. Првите неколку години, односно до 24 месеци, имаше зголемена инциденца на појава на миокарден, на срцев инфаркт, на мозочен инфаркт. Таа бројка полека, како што минуваат годините, полека се смалува. Меѓутоа и денеска, значи 6 години после 5 години после ковидот, еве 4 нека бидат после последни што заболеа, се уште инциденцата на појава на мозочни удари и на белодробни инфаркти и на срцеви инфаркти е за некаде 20 до 25% поголема кај секоја возрастна група во однос на претходната. И да биде трагедијата уште поголема, сите веќе некако не правевме и претходно муабет дека некако старосната граница паѓа се подоле и подоле. Веќе не е изненадувачки да се случат овие удари на 30, на 35, на 40, па дури сме имале и кај многу помалак старосна група. А за жал се повеќе слушаме во периодов изминатиов токму дека страдаат луѓе на таа некоја возраст. Не ни е целта да ги исплашиме или да создадеме некое друго чувство, туку едноставно дека мораме нешто да преземаме и да правиме за нашето здравје. Реалноста е таа, последиците после ковид се тие, меѓутоа за она што можеме да го направиме веднаш по рекламите, кои што ќе ги пуштиме во моментов, а ве очекуваме, почитувани гледачи, и по рекламите и да го следите разговорот и доколку имате можност да се вклучите во истиот. Со професор доктор Нико Беќаровски, клинички токсиколог од Универзитетската клиника за токсикологија, зборуваме за последиците по здравјето после ковид пандемијата. Уште малку ќе се задржиме на она што го направи како последица по здравјето ковидот, доктор Нико. Тоа што е посебно загрижувачки и што покажа овие последни студии е појавата на така наречена мозочна макла. Значи, јас веќе не знам човек што не се жали дека има проблеми со меморија. Забораваме многу повеќе, не памтиме, сите чувствуваме некој хроничен замор, место да се разбудиме наспани, ние се будиме уште поуморни и сето тоа од една страна го препишуваме воздух, сите тие фактори променливо време, па замор некој од работа, точно така. Меѓутоа, еве студиите покажуваат и докажаат дека тоа се фактички можеби и најзагрижувачките касни компликации. А многу за сето ова имате изборувано и пишувано и во електронски, и во печатени медиуми, и токму и во времето, и ковидот кога беше, и после ковидот, и се уште е актуелно. Така веќе почна да се зголемува бројката на пациенти со Алцхаймер, што мора да биде загрижувачки аларм. Веќе се појавуваат докажани се и плаки кои што се формираат во мозокот, кои што се резултат на тоа. И може би има една работа која што ние малку ја поврзуваме со ковид, меѓутоа веќе се докаже и дека ковидот со своето дејство предизвика една од есенцијалните аминокиселини, тоа е триптофанот, да се видоизмени начинот, значи ензимот кој што беше задолжен од триптофан, да го создаде хормонот серотонин. А сите знаеме серотонин е хормонот на среќа, на расположение, што не тера да се дружиме и да станеме социјални луѓе. Фактички овде има измена и место да се трансформира во триптофанот во серотонин, се трансформира во одредена киселина која што делува токсично на организмот. Значи, од една страна не ни се лачи хормонот на среќа, од друга страна ни делува и како токсичен ефект. Токму поради тоа
е изголемен бројот на труења во светот. Во светот, обично, ние секогаш кажувавме труењава со тешки облици на труење со киселини, беа карактеристика за помалку развиени држави, кај нас беа чести, например, меѓутоа веќе и во западниве држави, каде што беа навистина реткост, се појавуваат обиди за самоубиство со многу поконцентрирани киселини, бази и така натаму. Значи, покрај сето она што го остави како последица и психолошките последици, да. Така. Или знаеме, да речеме, се помалку расположени или среќни луѓе гледаме Точно околу така. нас. Ние сите станавме некако премногу ексцитирани, па наутро кога ќе возиме до работното место, ние веќе се набиваме со нервоза. Да. Избеше сообраќајот и пред тоа, меѓутоа не реагираме ние исто. Видете колку повеќе се дружевме пред пандемијата, колку помалку се дружиме сега. Во долготрајните ефекти, уште една појава е нотирана, тоа е појава на белодробна фиброза. Белодробната фиброза неминовно после води до намалување на дишниот капацитет, а вие кога ќе ви се уништат белите дробови, не може да внесувате доволно кислород и влегувате во тој внатрешен круг. И уште една работа што може би е најзастрашувачка, тука се уште не се стигнати дефинитивните анализи, меѓутоа има зголемена инциденца на појава на неколку типа на карцином. Пред се белодробниот карцином веќе се нотира зголемена појава, од друга страна се нотира зголемена појава на колоректалниот, значи тоа е карцином на дебелото црево, и тоа токму на местото каде што дебелото црево поминува во чмарот, значи не е на целокупното, него некако токму таму делува. Карциномот на дојка, посебно за жал најагресивниот тип на 3 пати негативен карцином на белите дробови, на дојката, и што е невообичаено, некои ретки тумори, односно типови на карцином, како што е на тимус, например, кој што порано во Македонија се среќава еднаш на 10 години, веќе и такви специфични ретки тумори се зголемува зголемена инциденца. Значи, сите овие касни последици се надевам дека нема да се остварат голем дел од овие црни сценарија, меѓутоа неминовен факт е дека последиците од COVID, за жал, траат и 5 години после тоа, ќе траат и 10 години. Да не ги заборавиме автоимуните болести, кои што на почетокот на вистина направија еден прогрес, и да бидеме доволно фер и поштени, мора да кажеме дека на почетокот зголемената инциденца на конкретно на тироидит беше повеќе врзана со вакцинирани пациенти. Меѓутоа, како што поминува периодот, таа првична епидемија кај тие вакцинирани се смири, тие завршија со поблак облик, додека тие што ја прележаа болеста, развиваат малку покасно, меѓутоа со многу поагресивни облици. Првиве студии укажуваат дека тие што не беа вакцинирани или што не беа комплетно вакцинирани, кои овие подолгорочни компликации се развиваат почесто и малку поманифестно. Дефинитивните заклучоци секако ќе излезат наскоро, меѓутоа тие работи, така што теоријата сгрешив, се вакцинирав, не ми требаше, Да. може би долгорочно сепак и ќе се даде исплати. Не може да бенефит. донесеме дефинитивен заклучок, меѓутоа тие се првичните согледувања. Така, аритмиите кај младата Точно популација така. многу некако се активираат. Не само што Така? се аритмиите, меѓутоа и што е уште попасно, тоа е срцева слабост. Значи, едноставно, се почесто колегите од кардиологија, тоа е го... Јас вчера вечер Бевте на конгресот на интернисти, конгрес на да. интернисти, каде што голем дел од овие работи ги дискутиравме, напоменаа дека е многу зголемена инциденцата на појава на срцева слабост. Значи, пациенти кои што имале
ежекциона фракција, тоа е колку срцево може да испумпа крв. Некаде 40-50%, сега веќе е намалена на 30 и поти така натаму. Значи, тие фиброзни промени допрво ќе ги гледаме последиците. Така. Што треба и што можеме да направиме? Ке зборуваме понатаму, само да го слушнеме гледачот кој веќе е на линија. Добро утро, повелете. Добро утро. Ве слушаме. Поздрав за докторот и до вас. Ви благодариме. Баш емисијата ме дивна, станувам, се спремам и сопругата вика, каде ќе одиш? Викам на лекар. Како бе на лекар? За утре си, вика, ти не си за денеска. Катастрофа. Јас сум еден од пациентите што сум прелегал COVID и катастрофа, затоа се јавувам, можда докторот ќе каже нешто да помогне. Болки во тој дел кичмениот имам многу години, ама како прележав корона, тогаш ми беше така лошо и сега каде сум поминал и ништо. И нефрологија, и неврологија, неурологија, ортопедија, неурохирургија, катастрофа. Нон-стоп во мокраќата крв, болки во кичмениот дел, заборавање, нервоза, катастрофа. И еве, можда докторот нешто ќе помогне. Да, совет и препорака, некогаш е доволно и тоа да го добиете. Ви благодариме за јавувањето. Точно така, гледачот Многу фактички често ги се случува, опиша да. голем дел од компликациите, од таа мозочна магла до таа исцрпеност на организам, кај него очигледно има и зафатеност на уринарниот систем. Тоа се тие баш така наречени, фактички веќе и постои лонг ковид диагноза, тоа е диагноза на хроничен тек кој што го попреми оваа епидемија. Рече гледачот дека бил на многу места, треба и допрва да оди на прегледи за да се најде решението. Така, за жал, толку е широка сликата што некогаш повеќе се патологии, да. Повторно ќе се вратам со оглед дека се вчера печатоците свежи од конгресот на кој што присуствувавме сите интернисти од држава. Таму основната девиза беше да го смениме животниот стил и парадигмите во животот. Значи, може да си помогнеме сами и секако може да си помогнеме со соодветна суплементација. Генерално тоа што се случи. Последиците веќе се тука. Работата е првен да спречиме да се развијат дополнителни компликации и да направиме еден метаболен ресет на организмот. Значи да вратиме дел назад, дел да нормализираме. Во основата на сите овие процеси пред се лежи тој оксидативен стрес. И тој некако стана многу актуелен Апсолутно, токму во ковидот, така, точно ама така. актуелен е и ден денес. Така, значи последици. Што му прави на телото? Значи нас ни треба од првен да смениме животни навики. Веќе дури и начинот на исхрана е сменет. Не некои правила кои што важеа пред ковидот веќе се заменети со сосема други, меѓутоа тоа е широка тема, ќе оставиме за понатаму. Вториот препорака секако е физичката активност и суплементација. Значи, нас ке ни треба суплемент, може да земиме десетина суплементи па да не постигнеме ништо, значи ке ни треба суплемент кој што ќе ни овозможи да ни го намали оксидативниот стрес од една страна, од друга страна ќе ни овозможи имуномодулаторно да делува, значи сите тие воспалителни процеси што настануваат како резултат на неадекватен имунолошки одговор и како што напоменав поради инциденцата на зголемена појава на карциноми, ќе ни треба суплемент кој што ќе супримира, односно ќе овозможи антиканцерогенот да делува. Така, кој што можеме и превентивно да ги Точно така, ние превенција не Многу може повеќе, да правиме да. на карциноми со хемотерапија. Тоа е радикално и нема шанси. Значи треба средство кое што ќе овозможи да го намалиме ризикот од појава на вакви состојби. Така.
Имаме уште еден гледач на линија, да го слушнеме прашањето. Добро утро, повелете. Ало, добро утро. Добро утро. Ве молам до докторот едно прашање. Јас имав синче околу 40 години. Не се пожалил никој пат ништо дека нешто го боли, гонаве или други работи. Сега пред месец дена на работа му се сплошило, повратил му дале сносе вамо тамо легнал и не станал со вика. И на судска медицина ми викаат воспаление на срцевиот мускул. Па ме интересира како може, рекоа дека била некоја бактерија, што не можела да се открие и во моментот дошло и срцето престанало да работи. Па ме интересира нешто во тоа. Да, ви благодариме за јавувањето. Да, ова е појава на акутен миокардит. Дали е бактериски, дали е вирусен, сигурно колегиве таму ги направиле сите исследувања и установиле. Токму тоа и сакав да го потенцирам, дека сега ние живееме во период кога истите инфекции, и тоа е дел од таа пост-ковид ситуација во која што живееме, истите инфекции кои што порано многу полесно поминуваа, многу поедноставно ги поминувавме, сега многу потешко ги поминуваме. Никогаш не се случило, ја не знам, веројатно и ќе се согласат и гледачите, по 3-4 пати во тек на една зима да се заболи од разни вируси. Порано се знаеше, чекаш ке го пројдеш грипот, завршена е сезоната, имунолошкиот систем ти овозможува комплетната заштита. И тоа многу потешко и тие неколку вируси или вирози ги поминуваме сега од она што порано било. Еве го мај месец дојде средина. Да. Обично ова беше време на алергии, сега се уште е време на вируси и бактерии. Сите тие работи кои што порано беа вообичаени, сега станаа невообичаени. Тоа е токму резултат на оваа комплетна промена во здравствениот систем кој што ни се случи на ниво на нашиве организми ковидот. Мислевме дури и дека најстрашното е кога беше ковидот, иако на вистина големи последици направи во моментот додека беше. Последиците, ама не бевме свесни за долгорочните последици кои што ќе ги остави по здравието понатаму. И затоа ние веќе живееме во период кога неопходна е суплементација. Така. Нешто со што ќе можеме да му дадеме и да го подкрепиме организмот. Препорачувавме само за некои кои што се над 65, значи за неактивното население. Денеска па дури напротив, веќе некако постарите наши граѓани си ја како веќе подобро и поиздржливи да се во многу ситуации. Они си ја научија работата, знаат да се штитат. Среднава генерација мисли дека да можам. Не е така. Токму затоа и го кажав, ама во моментов е најранлива. Метаболно старење е најманифестно кај нив. И затоа суплементацијава денеска стана дури и неопходност. Така, да. Ќе зборуваме за тоа, само да го слушнеме прашањето на гледачот, одговорот односно советот и препораката ќе ги слушнете по рекламите. Повелете, добро утро. Добар ден. Добар ден. Јас, доктор Ван, темата ќе го прашам нешто, дали ќе ме одговори? Ајде, само нека биде кратко, ќе ве замолам. Кратко ќе биде, за тврда столица нешто. Да ми кажи. Добро, ајде, кратко поставите го прашањето или За проблем. столица, бара. Да, така, да. Во ред, ви благодариме за јавувањето, ќе погледнеме блок реклами, па советот и препораката ќе го дадеме доктор Нико по рекламите, останете со нас. Продолжуваме со разговорот, ајде кратко совет, доктор Нико, и до оваа гледачка и сите онаа повозрасна популација која што веројатно често го има овој проблем. Така. Првен секако ќе биде консумирање на повеќе течна храна, помалку цврста храна. И второ, нека започне утрото со 2 лажици мелено ленено семе размешани во малку кефир или јогурт. За неколку дена би требало да има ефект. Така.
Сега продолжуваме со суплементацијата која што ја споменувате. Проверени, квалитетни и докажани суплементи. Зошто ни се потребни и превентивно да ги користиме, но и во моментот кога имаме потреба? Што му овозможуваме на тој начин на организмот? Така. На организмот едноставно му помагаме, бидејќи тој е исцрпен од сите овие состојби што до сега ги дискутиравме, му помагаме и му овозможуваме да направи еден ресет, односно враќање во полунормална или нормална состојба. Колку покасно ќе започнеме, толку ќе биде потешко враќањето во комплетно нормална состојба. Затоа ни треба, како што напоменавте и вие, суплемент кој што ќе ни овозможи од една страна сите овие оксидативни стресови, односно слободни радикали кои што нонстоп се лачат на некој начин да ги врзи за себе, безбедно да ги сврли од организмот, за да не ги оштети бубрезите. Второ, ќе ни треба нешто што ќе го сколеми нашиот имунитет, да ни овозможи подобро да се бориме со овие инфекции што ги спомнуваме и кои што стануваат веќе наше секојдневие. Трето, ни треба нешто што ќе направи имуномодулација. Што значи тоа? Значи, нашиот имун систем кој што е комплетно изменет после овие состојби и кој што погрешно функционира, да го врати во некоја нормала. И на крај, добро е и убаво е ако може да направиме, да најдеме односно суплемент кој што ќе овозможи каква таква заштита за да не ни се појават најнесаканите работи, а тоа се карциномите. Да, односно клучната улога тука е во антиоксидансите. Велиме, можеме да ги внесуваме преку храната, бидејќи многу од продуктите така содржат антиоксиданси, ама никогаш не можеме тоа да го направиме во доволна количина која што ќе има дејство во организмот. Значи, овде е малку комплексна работава, бидејќи треба на 3-4 различни нивои да делуваме. Ние може поединечно ќе речеме, еве, антиоксиданси, вака ќе спречам, вака ќе делувам на зголемување на имуниот систем, вака ќе делувам на имуномодулаторно, вака ќе делувам антиканцерогено. Меѓутоа, некогаш може во таа желба или да се претера, па суплементите што ќе ги зимаме меѓу себе да не бидат или да се зголеми нагло дејството, па да направиме труење, или пак едно дејство со друго да се поништува, па да направиме да немаме никаков ефект. Токму поради тоа треба со сите овие 4 фронта што ги напоменавме, да се делува со точно одредени концентрации, точно одредени материи кои што може да го постигнат тој ефект. И токму поради тоа, барем од тоа ја што го имам, а многу јам прочитано за суплементи, мислам дека во моментов за превенција и за делумно ублажување на сите овие симптоми, Г132 плюс Натурал дека е некоја идеална избалансирана комбинација каде што позади стои наука, стојат студии. Јас дури не сакав овој пат да ве заморувам многу со студии, меѓутоа тоа што го проверив и што го најдов, дури се консултирав со 4 различни пребарувачи на вештачка интелигенција, сите ја потврдија како можеби најуспешна приказна примената на Г132 Натурал плюс повремена аутофагија, односно интермитен фастингот. Тие беа двете методи кои што буквално беа супериорни во однос на сето тоа останато што го барав. Што значи тоа? Денот ни започнува со Г132, следните 2 сати консумираме само вода, после тоа земаме еден зелен чај, времето за јадење ни е меѓу 10 часот и 18 часот. После тоа го завршуваме денот пред легнување со уште еден Г132, по тек на денот консумираме преку 2 литри течности вода, кафења се дозволени меѓутоа 1 до 2 во тек на денот,
зелен чај 1 до 2. Навечер препорачливо е плюс чајот од хибискус, и тоа би било тоа со кое што правиме една фантастична шема со која што овозможуваме голем дел од овие проблеми кои што ги кажавме да ги држиме под контрола, дел од нив комплетно да ги санираме и што е најважно, со оглед дека не знаеме како ќе излезат касните компликации, да спречиме голем дел од уште покасните компликации кои што очигледно овој вирус ги прави долготрајни. Всушност превентивно ќе делуваме на овој начин. Апсолутно превентивно со таа и доза која што ја корективно. И корективно. Да, И корективно, бидејќи ние ќе спречиме дел од овие проблеми кои што веќе се јавија во организмот да прогредираат. Да. 5 моќни антиоксиданси кои што Г132 плюс натурал ги содржи во својот состав. Всушност самиот состав, работата е што тука се идеално поставени и земено е од секоја, само доволно е да кажеме реиши, печурки, 5000 годишна традиција. Млеч, матичен млеч, медот сите знаеме, земено е фактички есенцијата, од доматот е земено исто есенцијата, од грозијето е земено ресвератролот, кој што фактички е сега во моментов хит број 1, не само во тој дел. Кога сме кај ресвератролот, сакам да кажам, може би он има и една од клучните улоги заедно со матичниот млеч во ова што го викаме ресет на организмот, бидејќи е до сега единствен докажан со анти-ејджинг ефект. Што значи? Единствен кој што подмладува. На почетокот рековме, ковидот не остаре во просек за 5 години повеќе. Ова е начинот како делумно ќе се вратиме назад. И да не ги заборавиме екстрактот од брокула, тука сите знаеме како делува брокулата и сега кога ќе ги земиме сите овие компоненти заедно, може да И тоа во идеален сооднос направени во капсулата колку што му е потребно. Сите они се во минимална доза, ама заедно да постигнат максимален ефект, што е фактички поентата, затоа што ако со било кој од овие соодноси претераме, цело овој сооднос ќе ни се измеша. Така. И во одреден континуиран период. Ние најчесто нешто преземаме кога ќе почувствуваме потешкотија. Загаден воздух имавме во текот на зимата, зборувавме колку се важни антиоксидансите и тогаш го нема загадениот воздух, заврши сето тоа и ние забораваме дека телото и организмот треба да ги штитиме и понатаму. Вирусите, настинките, инфекциите, кај онколошките пациенти, кај ред други состојби каде што ќе ни помогнат да го спречиме тој оксидативен стрес. И да не заборавиме, со оглед дека ние сега зборувавме во главно за постарава популација, меѓутоа добро е што постои формулација за помладава, зашто сепак децата се еден сосема друг организам. Не е тоа мал човек, тоа е човек кој што допрво се развива, каде што ензимите сосема поинаку функционираат, и токму поради тоа за нив си постои посебна формулација Г132 Kids, кој што е наменет со точен сооднос, малку е поинаков составот од овој што е за возрастни, меѓутоа тоа се две германски формулации кои што навистина мислам дека покажуваат повеќе од добри резултати. И што е најинтересно, дури тие што го консумираат кажуваат дека после неколку дена таа мозочна магла како да одеднаш да ја снемува. Концентрацијата да ја имаме онака како што сме ја имале, бидејќи ни е потребна за да го поминеме секојдневието. Бидејќи кога ќе настанат дефинитивните процеси на деменција, кога ќе се развие Алцхајмер, тогаш е веќе касно. Велиме навреме да почнеме да спречуваме. Точно така. Ова се првите симптоми кои што алармираат дека веќе светов не е ист. Значи, да правиме превентивни прегледи, да се грижиме за здравието, доволно суплементација колкоја што ни е потребна и неопходна, да го смениме начинот на живот и да мислиме малку повеќе на здравје. Течности. Да. Ви благодарам, доктор Никос, за гостувањето. Ви благодарам и вас.
Благодарности и до вас, почитувани гледачи, за вниманието со кое не следевте. Останете и понатаму со програмата на ТВ24. Имајте убав и пријатен ден.